Почитувани, добре дојдовте во уште едно најново издание на Патот до успехот. Во ова најново издание разговараме со драматургот, писателот, колумнистот Братислав Димитров. Неговата приказна за детството, за уметникот некогаш и денес, за она што се случува во Македонија. Приказната на Братислав Димитров во најновото издание на Патот до успехот. Јас сум Мишко Иванов, вие сте на фреквенцијата на 24 вести. Останете со нас. Добар ден. Здраво, Мишко. Како сте? Добро. Добро. Вие? Добро, фала Богу. Братислав Димитров е роден на 22 март 1952 година во Скопје. Студирал југословенска и светска книжевност, но дипломирал на факултетот за драмски уметности. Живеел и работел во Лондон, Амстердам, Норвешка, како келнер, возач на вилјушкар, продавач на бензин, дисџокеј. Сепак, најголем дел од својот живот, детството, младоста, ги поминува во Скопје. Имав многу убаво детство, затоа што живеев на крајот на градот и на почеток на едно село кое денес е познато како населба Тафталиџе. Мојата куќа беше некаде позади кафичот Ли. И тоа е едно прекрасно место каде што дава можности на многу детски игри, многу дружење. И таа граница помеѓу град и село, инаку тоа пред многу години било село. После земјотресот се урбанизирало и луѓето го нарекуваат Тафталиџе, иако е тоа погрешен термин. Вистинскиот термин на таа населба е Тахталиџе. Тахталиџе? Да, ја во една колумна малку се шегував на таа тема, во смисла дека во тоа време било во мода луѓето да одат без предни заби, немало многу забари, и кога го прашале некој каде живеете, тој наместо Х кажал Ф и така останало тоа. Еве тоа значи вака во буквален превод тахта значи дрво, а илиџа бања. Значи вака буквален превод е дрвена бања, тоа е турски термин. Во тој дел на Скопје имаше многу извори, многу вода и оттаму иде тој настав. Тој е сега центар. Да, сега е центар, да. Но тогаш беше многу бар за нас децата од тој дел. Центарот беше нешто недостижно и многу далечно и затоа тогаш беше едној термин кога се договаравме и кажувавме одиме во град. И првиот асфалт беше некаде не знам, таму кај црквата, од нашата населба до таму беа ораници, ниви и кал, и ние одевме, стававме пластични кеси на кондорите, па ги остававме таму, шетавме на тоа корзо, па после на враќање пак ги стававме тие кеси за да дојдеме до дома чисти. Сега, од каде идејата, од каде желбата за пишување трае? Сега обично постои еден, да кажам, формален, званичен дел и еден, да кажам, природен или суштински дел. Како почеток можам да го означам едно моје писмо до една моја симпатија од осмолетка. Тогаш бев 5 или 6 оделение и максимум што постигнав во таа врска е да држам за рака на мал одмор, но во меѓувреме, бидејќи не успеав да дојдам до големиот одмор, тоа девојче сега, за жал сум го заборавил името, комплетно ме игнорираше и ја тогаш седнав, бидејќи бев срамежлив и мислев дека на тој начин можам да пратам некоја порака и напишав едно писмо. Вториот момент е втора година гимназија. Во тоа време ни дава теми за писмена работа скоро секојаш патриотски. И јас... Југословенски? Да, и јас наместо на патриотска тема напишав една обична, едноставна љубовна приказна. И сеќавам професорката Чапарева,
пред целиот клас кажа дека мојата писмена работа е најубаво напишана, но мора да ми стави тројка за тоа што сум ја промашил темата. Така да, после на 17 години првиот мој текст го објави во тогаш постоеше еден весник Фокус, кој беше весник на младината на град Скопје. Ете така, тоа е некој, да кажам, званичен мој почеток со пишувањето. Па како да кажам, пишувањето е некој внатрешен императив. Значи, тоа тешко е рационално да се објасни, едноставно не можете да не пишувате. Тоа е таа ситуација. Па јас најпрво студирав во тоа време југословенска и светска книжевност. И дојдов до абсолвент и после запишав факултет за драмски уметности. Па не знам, ја следам некој свој внатрешен глас. Немам јас, никогаш не сум правил некои рационални планови или стратегии за тоа што ќе го правам. Едноставно го правам тоа што сакам да го правам. Брзо завршувате, брзо ви оди, мазно ви оди факултетот за драмски уметности? Па да, таму бев одличен студент, да кажам. Иако најдобар бев по мечување. Па професорот ме викаше да тренирам за репрезентација, но тоа не ме привлекуваше. А како е приказката за Белград? Одите во Белград па се враќате? Па не, јас бев овде немаше тоаш драматургија, бев да полагам приемен испит, но за жал моите родители немаа можност да ми овозможат барем минимум материјална сигурност за да студирам и јас се вратив во Скопје. Се сеќавате ли на првата драма? Нормално дека се Па сеќавате. да, видите, Колков период ви требаше за да ја првата драма ја пишував затоа што ми беше поинтересно отколку да играм шах, фудбал или да седам во некоја кафеја. Таков однос имав. Едноставно имав некоја возбуда во пишувањето и немав никакви идеја да станам драмски писател и интересно е што првата моја драма секаде одбива. Значи не ја одбија само таму кај што не сум ја понудил. Тоа беа времиња кога, например, беше невообичаено, например, глумец да пишува драма или режисер. Тоа беше таа индивидуална и колективна свест кај што, например, дипломиран економист, дипломиран правник, глумец, режисер. Не беше вообичаено и некако со предрасуди ја чита драмата. После имаше насреќна околност упорниот режисер Наум Пановски кој одамна е во Америка и фактот дека еден словенечки режисер требаше да режира во Македонскиот народен театар, но не знам од кои причини го откажа своите гостувања и настана еден вакуум во кој ја влегов со мојот текст. После текстот се играше во 4-5 театри во Македонија и надвор. Добро, кој беа образложението тогаш? Не ве фати не знам ја. Нервоза кога ве одбиваа? Не. Па не ми беше мило, не бев среќен, но ја никогаш не се јавувам никаде. Јас го праќав текстот, тие не ми се јавуваа, и ја да се јавував. Едноставно сметав дека не им се допаѓа, не е во нивните планови и тука не вреди, мислам, човек да троши енергија и време за да прашува и да... Инаку после тој текст доби главна награда на игрите во Прилеп, Ведан Чернодрински. Па отиде и на тоа Стерино позореш, кој беше во минатата држава, беше фестивал на домашна драма. Од 177 пријави од цела Југославија беа избрани 7 текстови и јас влегов во таа конкуренција. И мислите дека имало некоја намера во тоа што не го прифакале текстот, со оглед на тоа што и депото се покажало дека не мора да значи, награди? Не мора да значи, ние често пати лично ги сваќаме нештата
а тие немаат врска воопште со нас. Тоа има врска со нивниот вкус, начин на гледање. Па не сум поборник на теорија на заговор или не сум параноичен или едноставно сметам дека е најздраво и најдобро човек да прави тоа што смета дека треба да го прави и на најдобар можен начин. На другото не може да има контрола. Мене ми е невкусно и непријатно. Јас мислам дека тоа што сум го направил треба да говори доволно. Да. Сега додам да лобирам, да фаќам врски, да се расправам. Јас немам енергија за тоа. Тоа нешто во мене се противи на таквиот начин на... Која година е првата драма? Има пред 30 на години. 30 на година. Како беше во таа СФРЈ? Тогаш беше и првата драма ја напишавте? Да. Видите, јас сум театарски човек, а театарот се случува секогаш, сега и овде. И сметам дека убаво секогаш се живее сега и овде. Нашиот однос кон минатото често пати е без потреба радикален. Или некритички го фалиме минатото, со некоја носталгија, со некои наши емоции, или пак радикално го негираме. Секако во тој период имаше некои аспекти кои беа одлични. Например, имаше, за разлика од денес, кога градиме, вежбаме либерален капитализам и никогаш немаме време, тогаш имаше време и вишок на време, на претек. Сега во тој период немаше многу места и начини да се троши тоа време, но ете се сноѓавме некако. Испраќавте ли пораки кога ќе седнете да пишувате драма? Испраќате пораки, обично во тие ваши времиња се случувале некои ситуации чудни, не знам. Вие постојано важите за некоја авангарда. Испраќате ли пораки кога пишувате представата? Вас уште основно или средно ви смачило да пишувате за татковината, па сте пишувале за љубовта? Да. Сега се сетив на славниот режисер Форд. На ова исто прашање тој одговорил: кога сакам да пратам порака, одам во пошта. Значи, никогаш јас сум немал идеја да праќам било каква порака, затоа што сметам дека не сум јас тој меродавен и да им праќам пораки на луѓето. Јас едноставно во мојата работа сум се обидувал да отворам простор луѓето да бидат креативни. Пораки не во смисла директна порака да испраќате, меѓутоа например, што ја знам, Стрекњанова 49, филм кој што испраќа силна порака, така? Да, разбирам. Во таа смисла. Да. Не дека сега ние ќе седнеме, па јас ќе напишам порака за да ме сватат Тито и дружината. Добро. Секој јавен настап по дефиниција испраќање на порака. Вие може да пишувате и за Темјанушки и Зумбули во мај, но сепак тоа е на некој начин, условно кажано во наводници, е некој ангажман и условно кажано политички ангажман. Значи, едноставно јас го правам, го пишам тоа што мене ме возбудува, ме интересира, а после секој читател го чита тоа на собствена одговорност. Често пати различни читатели доживуваат различна порака од тоа што го читаат. Инаку никогаш сум немал идеја да бидам ниту авангарда, ниту... Па добро, по дефиниција сте тоа. Вие уметниците дека сте авангарда, така ви доживуваат луѓето постојано дека нешто се бунтувате, прекосите на системот. Добро, разбирам. Па добро, јас имам некој вродено чувство на... И ден денес знаат некој да се пофалат, таа 68, сега не знам вие колку години 68. Па тогаш јас сум имал 16 години. Не знам како сте ја доживувале како средношколец. Таа 68. Па, ја доживувам како и сите многу возбудливо, затоа што тој систем беше доста окаменет, да кажам, беше статичен, беше јасен во својата идеологија
И секој бран, секој, да кажем, и најмал ветер, социјален, општествен, по дефиниција беше возбудлив затоа што за момент ги рушеше тие воспоставени норми, и етички, и политички, и секако дека тоа беше многу возбудливо. И по цели ноќи дискутиравме на таа тема, нели, и се прашувавме што се случува и така да. И кога ќе ја направите паралелата со денес? Денес некако како уметниците да немаат таа сила, да станат една машинерија, да станат еден коректор практично на било која владеачка гарнитура. Оно што е добро да го пофалат, меѓутоа во принцип секој што ја критикуваат се разбира за нешто подобро. Па искрено да ви кажам, јас мислам дека уметниците не треба ни да фалат, ни да критикуваат. Тоа не е нивна работа. Нивна работа е да креираат, да се обидат да направат што е можно повеќе добра книга, добра представа, добра скулптура, добра слика. Братислав Димитров денес работи како драматург. Зад себе остава повеќе драми. Глоговиот жбун, Револуционер, Висири и свињи, Das Капитал, Мавзолеј, Ноќите во бел сатен и уште многу други. Пишува и детски песни, Пупи Пав, Свадбата на Итар-Пео, Крале Марко. Сите драми се изведувани во Македонија, а некои и надвор од неа. Мислам дека малку претеруваш. Мо? Извини, а ти до пред која година си спиел со мама? Ти си болен, бе? Сум видел јас такви како вас, да, на филм. Гинат уште во првата сцена, а потоа на погреб им доаѓаат само гробари, тоа по службена дома. Ајде, наста, сигурно не си дојден тука, оти си настинат или нешто друго. Мора и тебе нешто да ти фали. Мене ништо не ми фали! Како бе ништо? Јас со жените немам никакви проблеми. Баш никакви? Никакви. Јас лично мислам дека најголем успех во животот е човек да биде добар. Тоа е најголема награда за него и тоа е најтешко, но тоа е најважно. Ко постигнавте ли вие најголемиот успех во животот? Па да ви кажам, мислам дека сум близу до таа состојба. Еве, например, на 30 мај имаше промоција во Триумфалната капија на една книга на која сум ја коавтор. Јас не се појавив на таа промоција, затоа што доживеав 3 предавства, да кажем. Од издавачот кој ми даде хонорар помал од тој што го договоривме, од коавторот кој без моје знаење го стави наслов на книгата, некои текстови своји, од мојот промотор кој ми откажа да се појави на промоцијата. Но, за среќа, таа вечер кога беше промоцијата на мојата книга, ја не се појавив, но на моје големо изненадување и среќа не чувствував никаков очај, гнев, лутина. Бев многу мирен. Так. Имав некоја тишина, имав еден... А така сте по природа сте така? Не, ја сум многу лош по природа. Сега зборам дека човек мора да се бави со духовна работа, да работи на себе. И прв пат во животот почувствував успех, вистински. Дека не им се лутам на луѓето. Они така направиле, ја немам ништо со тоа. Ја направив тоа што мисле дека треба и тоа се суштински важни работи. И мислам дека тоа е знак на една, да кажам, зрелост и еден хармоничен однос према околината. Нема ја што да се карам со околината. Главните какви човек треба да ги има сам со себе. Така, веќе не се лош човек, можеби затоа видите стигнувам полека на патот до Па вежбам колку што можам. Не успевам секогаш и можеби долго трајно, но сепак успевам. Мислам дека е тоа патот кој треба да го одам. Во секојдневието, односно колку припишувањата на драми го зимате секојдневието, сега малку да зборуваме и за голем дел од драмите кои што сте ги напишале, кои што се играле, колку серии исто така неколку се снимени сега, иако сме ние малку во турско-индиски, предходно бевме во шпански филм. Па видите, ја имам став, има едно правило. Ако пишувате драми и одите на некоја премиера и не ви се допаѓа текстот,
Веднаш одите дома и напишете подобар текст. Тоа е начинот на делување. Ви се случува тоа? Па се уште ми се случува. Одите не ви се допаѓа и одите пишувате текст. Па сигурно тоа е единствениот начин да направите нешто и за себе и за театарот и за околината. Не вреда тука критики, полемики, а што се однесува до овие турски, не знам, индиски, разноразни серии, проблемот не е во нив, проблемот е во нас. Ние треба да направиме една серија наша, што ќе биде прифатена. А зошто ги нема тие серии? Порано ги имаше во Македонија, се Па, создаваа серии. видите, Вие се обидовте сега со покојниот Луренчич, Да, пред тоа да. имавте да направите некој обид за серија, меѓутоа тоа бара пари или? па бара се да ви кажам, тоа серија е комплицирана работа од сите можни аспекти. Од организациони, имате екипа на глумци кои играат во представи, значи од материјален аспект, од секаков, но најдобриот начин да се направи серија е да се снимаат тие серии и да се воспостават некои стандарди, некои навики, искуства некој да се има. Не може со таков дисконтинуитет, со такви паузи, едноставно да е невозможно да се направи добра серија. Значи, треба да има продукција и Многу лесно ќе биде, ќе биде атрактивно. О, љубо, сестро, сладка, ни војното веќе не е она што беше. Не, бре, едно време кога ќе отидев. Здраво, Милораде. Како си живо, Раде? И оп, среđена ствар. Не, бре, сестро, сега влегувам и сите. Се чудам што ме гледаат вака. Се гледам, а баш убаво изгледам денеска. Нема, тие во раце ме гледаат. Да им дадеме нешто. Што да им дадеме, ма колку и да им дадеш малку им е, знаеш колку вапаат? Парем ти ги познаваше. Ги познавав што е права, ма тие што ги познавав или ги пензионирале, или сеструва да фери глава не можат да кренат. Следната. Ви рекол дека треба да правите првата серија. Како се случи тоа? Кога ја правивте? Како добивате инспирација за текстот? па инспирација е термин кој го користат мрзливи луѓе и аматери. Значи, Не ми доаѓа инспирација. Не, тоа е занет. Инспирацијата е само ви ја олеснува работата, ви ја прави угодна и полесно и побрзо работите. Инаку, тоа е занет. Значи, професионалец мора да пишува во секакви услови. Може вам да ви е расположението очајни да сакате да се обесите на првата бандера, но мора да напишете неколку духовити сцени. Значи, колку серии се по ваш текст, по ваш текст, колку серии се? Па, три серии. Двете на МТВ И една за Сител. Тоа е независна продукција беше и ја коавтор со Предраг Периши, што е еден драматург од Белград. И тоа беа сериите Салон Хармони, Салон Хармони. Обични луѓе и Од денес за утре. Инаку успехот на серијата е битен од сите фактори. Вие може да направите, сега тука има еден момент, секој на секого се вади. Глумците го критикуваат сценаријата, режисерот ги критикува глумците, авторот ги критикува и глумците и режисерот. Значи, телевизиска серија е производ кој духовен производ, но има многу екзактни математички моменти, да кажам, многу практични. Тоа има технологија на создавање на тој производ. А колку и преку тие серии испраќаме порака? Јас се сеќавам еден ден Серијата е една од најважните работи за еден една. денес кога ќе го видам боли живот кога ќе ми текне. Значи таму се испраќа и можеше да се навести оно што ќе се случи во таа Југославија. Со таа Разбирам. Југославија. Па ние, не знам, бар мојава генерација има отпор према тие пораки и према што е погрешно. Например, секоја серија, се што работиме во животот, и приватно и професионално, треба да не направи подобри луѓе, посреќни. Так.
И ние одбегнуваме тие пораки што се возвишени, благородни, значи дури едукативни и тоа е грешка. Вегуваме во замката на уметничарење, се правиме интересни, нели, ова. Но сериите треба навистина да отворат диалог еден и една мисла кон подобро утре. Ете, Софи, ќе ти кажам нешто. Ама те молам да остане меѓу нас. Кога ќе направам од фабрикава гигант, да знаеш, ти си ми прва на список. Мислам за покачување плата. Благодарам, директоре. Повелете сладко. Од цреши. Од мама. Малку да се засладите. Ова е моето омилено сладко, Софи. Знаете како вели мама? Горчлив живот, сладко, сладко. Горчлив живот, сладко, сладко. Од сите тие 15 бендисувам 2,5 драми. Потоа сами си наоѓате грешки? Па, јас не сум ситничар и перфекционист, но сум многу строг кон себе си и мислам дека секогаш може подобро да се направи тоа. И многу брзо создавам дистанца према тоа што сум го напишал. Може ноќта да напишам нешто, сабајле 90% не ми се допаѓа тоа. Така да тука времето е, нели, најправичен, најстрог, но и најправичен судија. Кој ќе одминат годините, тоа што ќе остане, тоа значи некоја вредност. Тоа што ќе издржи. Димитров пишувал во Жена, дневник, утрински вестник, Теа модерна публика. Има издадено неколку книги со колумни. Малку блуз за твојата душа, најважната работа на светот. Симне го малку небото за да се качам, последните акорди на тишината, рецепти за осаменост. Сум приметил дека и во колумните кои ги пишувате, постојано ги посветувате на... Па да ви кажам, се што е добро на мене, заслуга е на мајка ми и татко ми. Имав среќа да имам прекрасни родители, добри, честни, кои ме чуваа навистина, па може да кажам и дури ме мазеа, но за среќа не станав размазен за тоа што живеев во класично мало, растев на корзо, на флипери, на рок-н-рол, на фудбал и така. И па еве кога зборувавме на тема успех. Суштинскиот успех е човек да има хармонично семејство, да има 2-3 вистински пријатели. Тој е врвниот успех. Никој не одржал говор над покојникот со зборовите дека добил награда за најдобар текст на фестивалот Војдан Чернодвински или дека заработил не знам каков хонорар, дека купил јахта. Секогаш се зборува, нели, за татко, сопруг, родител, сосед. Тоа се тие вредности. Тоа што е успех во социјална смисла некоја, тоа не е нешто вредно и константно. Тоа е на некој начин илузија и ја нема вистинската вредност. Најголема вредност, јас мислам, што сум ја стекнал бавејќи се со мојата работа е што тие мои драми, колумни ме вратиле до некоја моја изворна обичност, па и до некоја скромност како енергија, како чувство. Затоа што тоа е најпозитивно чувство. Братислав Димитров е еден од основачите на Демократскиот сојуз. Пред тоа не бил член на ниту една политичка партија. Па видите, ја до тој момент, целиот свој живот сум бил опозиционер во сите сфери, на сите нивоа, и во театрот, и во општеството. И во одреден момент си досадив сам на себе си, а на околината беше евидентно,
И едноставно треба да влезеш во нешто да видиш таа страна, тој аспект. Значи, ако си постојано на една точка и од една страна, значи со време губиш чувство на реален поглед на реалноста и на политиката и уопште на животот. И во крајна линија, ако не ти се допаѓа нешто, обиди се сам да го поправиш. А еден од начините е и да влезеш во политика. Политиката дава можност на брз и на ефикасен начин да промениш некои нешта за кои сметаш дека не се добри. И не треба... Тука политичарите ја сатанизираа политиката, нели, со најпознатата изрека старинска дека политиката е курва и дека ете ги расипува луѓето, иако мислам дека таа теза дека власта ги расипува луѓето, апсолутната власт нели апсолутно ги расипува, дека не е точна. Има според мене поточна теза е дека власта само ги демистифицира луѓето. Тие си биле такви пред тоа. Значи Не знам, околу веројатно забегуваше некако ќе дојдеш во уживање на благодетите и не стануваш нешто што не си ти, например. Добро, да. Онака живееш во некоја стаклена зона и добро, се слагам. Но сметам дека човек треба да ги погледне сите аспекти и да се обиде да направи нешто. Тоа воопшто не е страшно и не е... Ја во тој момент сум почувствувал потреба за ангажман некој конкретен. Може би е грешка од некоја рационална анализа, но ја длабоко сум верил дека треба да го направам тоа, што значи дека сум... Ама сега не сте активни, или? Не. Ето ја така од време на време, како метеор, ќе прелетам. Не, па практично, ја кога влегов во политиката, еве ќе ви кажам најискрено и тие што беа околу мене, тоа го знаат. Многу повеќе почнав цивилно да размислувам. Значи, не се партизирав, у смисла, ја повеќе бев партизиран, иако не бев во ниједна политичка партија, многу политички дискутирав, коментирав. Колку родендени и мендени сум растурил со моите дискусии, за жал. Кога влегов, едноставно се релаксирав, се растеретив. Дури некој рефлекс ми кажуваше дека треба да мислам граѓански, урбано, цивилно. И така делуваше на мене тоа влегување во таа политичка партија која тогаш... И кога сватите дека тоа не е за вас? Па многу брзо, за среќа сватив дека не е за мене, но не се жалам, мислам дека е вредно тоа искуство, дека е важно, дека многу по-добро ги разбирам сега некои работи. После влегувањето, нели, во таа ситуација. И мојата природна положба е да седам и да пишувам, тоа е оптимално. Се друго ми представува тешкотија, напор и не е моја природна состојба. Инаку, од друга страна, сите ние сме фиксирани на политичарите и тоа е резултат на некоја наша духовна мрзливост и некој алиби за нашите грешки и професионални и приватни. Не можат политичарите видат криви за се. Затоа што тие се никакви, катастрофални, но сепак се бават со својата професија, за жал очајно, но ние треба да се бавиме на најдобар можен начин со нашата професија. Тоа е суштинскиот и најдобриот начин за да ги коригираме, за да, нели, тој тип на критика е најефикасен со делување во нашата сфера. Инаку, спомнавте СФР, многу ми забораваат дека во тој еднопартиски систем, строго контролиран, иако во однос на источниот блок доста либерален, но во однос на оваа западна цивилизација крајно ригиден. Например, таму 1 грам на опозиционерство вредеше колку тони опозиционерство денеска. Со сите мани, фалинки и грешки, сепак какво такво ние живееме во некоја демократско општество, сепак. Така да,
Затоа ви кажав... Но веројатно сме далеку од... Па видите, ние колку 21-2 години сме го градиме тоа општество. Не треба да заборавиме дека најдемократските држави во светот во таа фаза биле далеку полоши од нас. Мислам дека се воопштува и се генерализира. Конкретно кога ќе се види на терен, не се така. Тие споредби помеѓу тој договор Србија и Косово и нашиот програм се безсмислени, немаат никаква сличност. Знаете кога прават Значи Косово, Србија Косово го изгуби одамна. Практично ништо од ништо не се откажува. Едноставно тоа е изгубена територија од една страна, од друга страна овде се работи за еден друг проблем, за еден суштински името и тоа се прави равенство, го прават тие што сакаат да не натераат, самите да се откажеме од името. Да не стават у ситуација утре да кажат како што оваа референца ние сами си ја се сложи. Но тоа зошто седнуваме на преговори, така? Зошто? Па тоа е светот и... Треба да ги кажеме на овие, значи, штом сме седнале на преговарачка маса, значи, ти си во старт веќе се преговараш, договараш. Се слагам. За нешто што ќе промениш, така? Добро, али тоа тие преговори траат одамна, тоа е една инерција и видите и помеѓу најжестоки лути непријатели после најкрвави војни седат, луѓето преговараат. Преговорите се цивилизацијска една придобивка. Не може да не преговарате. Ние сакаме... Најважно е тие некои цивилизацијски дострели европски, најпозитивни, институционални, да ги примениме тука. Тоа е суштината. А не да се запишеме таму неподготвени. Мислам дека не би добиле некој голем чар. Ви пречи ли тоа што дел од јавноста ве става на страната, што ја знам, на власт? Вие сте свесен за тоа, значи бевте дел од фронт за Македонија, ако не се лажам, и уште постои тоа. И одма онака ве покажуваат со прст, да, тоа е со власт. Па сега ми текнува на примерот со Боб Дилан. Тој е еден од најпознатите протестни пејачи кој пеел и пишувал поезија против капитализмот и против империализмот, но парадоксот е што истиот тој капитализам и империализам најмногу заработи на него. Вие имате контрола до негде над тоа што го правите. А после од таму луѓето можат и со легитимно право да не сместуваат каде што сакаат и каде што мислат дека сте. Јас застанав во одбрана, конкретно и директно ќе ги одговорам, на оваа власт за тоа што сметам дека тоа е еден нов тип начин на водење политика, на владење, на едноставно јас лично сметам дека сега Македонија се создава. Тоа што сме потпишале на референдум, тие формално правни и тоа, мислам дека држава се создава кога секој поединец и цела нација ќе има силно чувство на заедништво, на љубов према својата татковина, на однос еден, како да кажам, креативен и постојан. Демократијата и државата се создаваат секоја секунда, тоа не се дава на тацна и не е завршена работа. Најстарите демократи секоја секунда се борат и за слобода, и за демократија, и за стабилност, и за социјална правда и со. Ние малце тука одлежавме еден период без да имаме све за тоа што се случува. Инаку, видите сега, во еднопартискиот систем беше срамно да се фали власт. Многу од овие опозиционери сега што мене ме ставаат таму. Па добро, и вие рековте, ќе ви кажам најдиректно зашто Па добро кажам, да. Но во повеќе партиски систем е регуларно човек да подржи една опција за која смета дека е стратегиски или на долг рок е помалку лоша од другата. И во крајна линија сега тоа е малку оваа опозиција неколку пати била на власт. Таа е моментална опозиција. Значи тоа равенство помеѓу еднопартискиот систем кај што беше навистина срамота да се поддржува еднопартиски систем,
Тогаш никош не сум го поддржувал, колку сум можел сум го критикувал на свој начин, во некоја форма, колку и дозволувале. Но толку ништо нема за критика на оваа актуелна власт? Има сигурно. Не постои власт, не дај Боже, ако помислиме дека некоја власт е идеална. Но во таа ситуација секако дека треба да има критика, но не треба да има критика на генерално негирање, од негирање на двокатни автобуси, не знам, до некои скулптури или мислам дека негирањето на двокатните автобуси во смисла на цената веш. Дали тој германскиот или кинескиот, што ја знам. Добро, ја тие финеси не ги знам. Но ја знам дека Меѓутоа знам дека негирање имаше и она расправи за Скопје 2014. И тука мислам дека и вие уметниците се подели. Добро. Добро, ја не ги знам тие финеси, немам увид, но само знам дека ова опозиција, ама буквално ништо не бендиса, што е теоретски и практично невозможно. И така сама себе се делегитимира. Тоа е исто како власта што ништо не бендисува на опозицијата. Не може ниту еден предлог на опозицијата. Добро. Но сепак тоа е далеку порегуларно, затоа што тие се избрани, тие не се будали па да прават решења што ќе ме одземат власта. Па тогаш чуму протести пред опозиција, ако е така. Добро, тоа е малце невкусно и не го одобрувам, искрено ќе ви кажам. Но ете, ние се уште од аспект на нормални држави тоа изгледа бесмислено, но за жал ние се уште не сме нормална држава. И некои од тие, да кажам, како се вика, контраиндикации се појавуваат, но треба време. Ние да созрееме, ние вежбаме демократија, вежбаме капитализм. И колку години веќе? Оптимисти сте? Не е сте? тоа, видите, ние сакаме нормално, од нашиот просечен човечки живот, тоа брзо да се случи, но ако гледаме историјата на демократското општество, па гледате вие денеска, поимот за демократија Америка се излегува класична полициска држава, дека демократијата е привид таму. Само лажга за... Добро, што се случува, гледат? Така да... мора реално да гледаме. Еве, сега што се случува? Своите најверни сојузници ги шпионираат, ги прислушкуваат. Скандал невиден. Да. Сега, што сме ние тука полоши? Имавме ние... Не треба да го превзимаме сега тоа. Не, напротив. Не треба да се подценуваме, затоа што треба да имаме едно самочувствие. Не треба да дигаме чалами и да со лажна сигурност но не треба за човек да само доверба, не може ништо да направи. Но треба да ти е пон стомакот за само тоа. Секако, да. Тука е веројатно еден Иако тука има еден момент кој страшно ме нервира. Значи, опозицијата обвинувајќи ја власта за популизам, таа применува еден уште повулгарен, да кажам, простачки популизам. Ставајќи ја дилемата на тоа дали може бронза да се мачка на леп, од онаа стара дилема на што е поважно, Шекспир или колбас. Така поставена задача е многу примитивна, многу несоодветна. Дали, вака се запрашаме, дали нашите икони, цркви на времето, дали тие биле комерцијални, дали џабе се правеле, манастири, конаци, што не одржало нас низ вековите? Значи, народните обичаи, фолклорот, носиите, ритуалите. Мама, ние бегаме сега од тоа. Значи, не, друга сам да кажам. Ние се враќаме на антиката сега. Не, друго ми е поентата. Значи, духовното го создава материјалното, не е обратно. Тоа е одамна, мислам, цивилизацијски да кажам. И споредбите, што имало инфраструктура пред 5 века, имало хидроцентрали, имало ово. Значи, ние се бориме за обстанок, луѓето не го сваќаат. Да, ама регионот околу нас заврши со инфраструктурата, ние не сме ни завршиле. Тука беа тие критики, тие реакции. Па сега види. Не е бронза на леп, него е бронза на автопат. Знаете кој ќе го минете Веле Скопје патот? Па не е пријатно. И кога ќе поминете по Јадранска магистрала, да, Хрватска се задолжила,
многу е задолжена и е во рецесија, меѓутоа Да. тоа на долги стази ќе им се исплати. Ама споредбата затоа што го не користат. стои затоа што Хрватска има Хрватска зема изградено како пример. споменици и култура, како што ви, нели, тисучи и полетна култура. Ние тој период е празен за нас, бел, ништо не сме изградиле, никакво бележје, никакво спомени. Па нели е срамота, 7-8 херои имаме, еве, најбитни од историјата. И за тоа ли да се штеди? Тоа ли е трошок? Тоа ли е неважно? Значи, ништо буквално немавме никакво обележје наше автентично македонско. Празно, сивило. Добро, кој е автентично македонско бележје? Па еве ги луѓето тука се. Има споменици нивни, битни за наш. Александар Македонски е автентично македонско бележје. Па сега Александар Македонски, таму не е само Александар Македонски, таму се знаеш кои се си. Знам кои се и Гоце, и Даме, и Самоил, да, и... Да. Кога ги имало тие? Каде ги имало? Ги немало. Знаеш што е парадокс тука? Тоа сум сигурен. Значи, опозицијата критикува избори за приоритети за сиромаште. Јас ви тврдам, може анкета да направи. Најсиромашните луѓе, што се и социјално загрозени, најмногу се горди и го сака тоа што е изградено, зашто на нивните напатени души им се дава една духовна инфузија, им се дава едно самочувствие. Така да тоа поубаво е да го храниш духовно човекот или да го храниш со леп. Тоа е вечна тема, ја затоа реков, но затоа што еден друг така ги хранеше, па на крај Косово и све отиде. Никој во Македонија за среќа има се уште дружба, солидарност, помагање, има роднини, има пријатели. Никој не е умрел од глад тука. И таа опасност апсолутно не постои. Се уште ние сме социјално активни, се уште сме здрава. Средна класа. Па средна класа нема ни во Америка, еве. Во најмоćната и најбогата држава и таму пропадна средната класа. Затоа што профитот, врховниот, нели, бог на кој што се поклонуваат сите, ги сруши и средна класа, и морални, и етички вредности, и секако. И сега сите тие богати држави кај што приоритет бил, нели, материјалното, се жртви на својата концепција. Затоа што едноставно на духовното не е оставен никаков простор. Светот пропаѓа токму ради тој вулгарен материалистички принцип. Господин Димитров, сосема за крај, оптимисти ли сте дека сме на прав пат и еве што е она што можеме да го очекуваме од вас? Колумните веројатно ќе продолжите да ги пишувате, книгите, некоја нова драма? Па, штом се бавам со пишување, тоа автоматски значи дека сум оптимист, дека мислам дека колку толку милиметар или некој милиграм можам да подобрам нешто во себе си и во мојата околина, и поблиска и подалешта. Така да, јас сум старомоден на таа тема. Мислам дека ако ние постапуваме навистина етички и искрено и работиме на некоја идеја, проект, дека и покрај сите тешкоти и компликации и проблеми, мислам дека ќе успееме. Затоа што, видите, ако вие сами на себе си одредите ниска цена, светот ќе се сложи со таа цена. Нема да се побуди. Значи, мора ние да ги подигнеме и етичките и естетските стандарди и да не се задоволуваме со мали ситни плитки успеси, туку да имаме една автентична желба, енергија, една волја, еден апетит да успееме. На крајот од денот, кога ќе сумирате се што сте направиле до сега, задоволни сте? Па не правиме такви сумирања. Има еден афоризам кој вели: заклучокот е местото на кое што сме се умориле од размислувањето. Така да, секое сумирање на некој начин е симптом на замор или, не знам, на некоја желба да добиеме некоја самочувствие. Ја работам по своја некоја интуиција и
Тие сумирања поише важат за луѓе на кои им е битно некој социјален успех, нели, во некоја хиерархија. Тоа на вистина никогаш не ми било важно. Се обидувам повеќе правам некои емотивни сумирања. Во смисла дали некого сум развеселил или не дај Боже сум навредил. Затоа што тоа е највредно во животот. Другите, да кажам, успеси хиерархиски се нешто апсолутно не одразуваат нашата суштина. Не мора да зборуваат ништо добро за нас. Осим дека сме преамбициозни, суетни, дека имаме вишок на его, па сега нешто се бориме да успееме во општеството. Едноставно се обидувам да живеам во мир со себе и со својата околина колку што можам. Јас ви благодарам многу за разговорот. Ви посакувам успех во кариерата понатаму. Се него. Благодарам многу. Ова беше приказната на Братислав Димитров. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Се гледаме повторно во новата сезона на есен. До тогаш, довидување.